Оваа конференција ја одржувам по повод актуелната состојба или актуелните состојби, ако сакате, со појавата на зголемиот број или прилив на лица со илегален влез во Република Македонија, како и оние кои се сместени во прифатниот центар кај нас. Веќе на вас и на јавноста е познато дека Народниот правобранител неколку години наназад апелира за слабиот систем и лошите услови за прифат на странци со илегален влез во Република Македонија. Зашто сме упатиле повеќе препораки со цел системски промени, преземање на мерки за нивна квалитетна евиденција, сместување и квалитетно или достоинствено постапување согласно меѓународните стандарди. Поради зголемениот број на лица кои престојуваат во центарот, како и проблемите со кои се соочуваат, вклучително и нивниот бунт што се случи, тим на Народниот правобранител составен од повеќе области вчера го посети центарот. Разговараше со лицата вработени таму, разговараше со лицата сместени таму, а оствари увид и во документацијата на овие лица, ако тоа што затекнавме може да се каже дека се работи или е документација. Затекнавме катастрофални состојби со нехумани услови, под минимални стандарди, зашто грубо се повредува човековото достоинство. Имено, во моментот на посетата во центарот престојуваат 364 лица. А податок за вас, тој центар, од информациите што ги имаме, максимален капацитет има од 100 до 120 лица. Со што тројно е надминат капацитетот на центарот. А од друга страна, имајќи ги предвид информациите што вчера и вие и ние ги добивме, дека уште поголема група пронајдена е во Македонија и истите се префрлени тамо, од тоа излечете заклучок колку се зголемил бројот или колку се влошени условите таму. При увидот затекнавме мажи, односно, дозволете прво да ги кажам најранливите категории, при увидот затекнавме жени и деца. Дете без придружба, бебиња, како и бремена жена. Ако ви интересира бројот, 28 жени, 35 деца, а останатите се мажи. Констатиравме дека во машкиот дел спијат на пот, без постелнина, во исклучително лоши хигиенски услови, а во вакви услови е невозможно да ги остваруваат за гарантираните нивни права и по наши прописи, а и по меѓународни стандарди. Оваа состојба остава впечаток дека тие не се сместени, односно се сместени и во полоши услови од лицата кои се сместуваат во притвор во Република Македонија. Жените и децата, чиј број во моментот на посетата беше 63, сместени се во 2 простории, а дел од нив спијат на пот во просторија која се користи и како кујна. Во директниот разговор со сите, што разговаравме, а разговаравме со исклучително голем број од нив, мажи, жени, деца и така натаму, се жала дека безпотребно
предолго престојува таму. Понатака, просто не знаат каков им е нивниот статус и не знаат зошто се држат таму. Се жалат на исхраната, особено жените и децата. Се жалат на квалитетот на здравствената заштита. Иако има лекар, меѓутоа истиот не може ни да постигне, нема ни услови и така натаму. А воедно, почитувани присутни, констатиравме и појава на заразни болести. Се жалат и на односот на вработените. Од правен аспект особено загрижува што овие лица поседуваат само потврда за одземени предмети, која потврда е на македонски јазик и тие не ја разбираат. Не им се врачени решенијата за привремено задржувано на странско лице, иако тоа решение го има во досието, во нивното досие. И единствен документ што тамо стои. Не знам дали има коментар на ова, дали ова може да се рачуна или да се смета дека е досие. Според решението, лицата се задржани за сторен прекршок и легален влез во Република Македонија, за кој, според Законот за прекршоците, е предвидено задржување до 30 дена. И само доколку се работи за обвинето лице. Според добиените сознанија од вработените во центарот, произлегува дека истите се задржуваат како сведоци во постапките за што нашето законодавство не предвидува нивно задолжително присуство. А нема податоци за можни жртви на трговија со луѓе, криумчарење, жртви на тортура и слично, за кои се бара посебна правна и психосоцијална подршка. Загрижува исклучително лошата комуникација на надлежните органи. А понекогаш истата се остварува и надвор од закон. Имено, отсуствува писмена кореспонденција на органите. И нема никаква трага за преземените мерки и действија. Нема никаков документ за доведување на странецот до јавното обвинителство или до суд, за дадена изјава пред обвинител или пред суд, за неговиот крајен статус по дадената изјава. А во наше присуство, центарот, по наше укажување, во разговор со јавен обвинител, од него доби усмена дозвола за ослободување на поголема група и нивно упатување во центарот за баратели на азил. Треба ли коментар на овој начин на работа? Се може да се каже дека е законита и согласно пропишана процедура, не. Жалосна констатација. Почитувани новинари, Министерството за внатрешни работи, кој раководи со центарот, не сме да го ограничува правото на лицата да бараат азил, бидејќи истите се сместени само со решение за привремено задржано лице илегално влезено во државата. Недозволена е усмена комуникација меѓу органите како единствен начин на одлучување за статусот на задржаните лица. Што се однесува на нивниот статус, јас, како народен правобранител, имајќи ги предвид сите меѓународни стандарди и тоа што се случува и од кај што доаѓат, а знаејќи дека повеќе од 60% од нив доаѓат од Сирија.
Сметам дека реално не се работи за мигранти, туку се работи за бегалци, кои доаѓаат од земји, како што реков, во кои има конфликти. Од тука, наша констатација е дека постоечкиот наш правен систем не дава никаква гаранција за заштита на правата на странците. Поради тоа, апелирам за што поскоро донесување на најавените измени на законот за азил, кои ги сметам за позитивен чекор. Но, убедени сме дека со донесувањето на тој закон ќе се подобрат одредени состојби по однос на евиденција. Но од друга страна, проблемот нема да се реши. Затоа што овој е покрупен и поголем проблем. Ова прашање е многу покомплексно и бара мултисекторски пристап со цел промена на правната регулатива во повеќе области во Република Македонија. Затоа што, како што секогаш, уште од пред 2 години, констатирам дека во оваа област немаме конзистентен правен систем. Имаме многу лош и проблематичен систем, кој не овозможува никакви јасни и фер процедури. Препорачувам и сериозен пристап по однос на слабостите или на слабото и непрофесионалното менаџирање, ако сакате, и со центарот, и комуникацијата со органите, но и општо, како општество, како држава, со оваа појава и овој проблем, кој не затекнува. Барам зголемување на прифатните или на капацитети со создавање на хумани услови за сместување. И на крај, дозволите да ви информирам. Јас се надевам дека ова денешна конференција и посебниот извештај што ќе биде пратен до органите ќе најде на разбирање и ќе преземат нешто. Зошто ова го велам? Затоа што уште пред 2 години, ако се сеќавате, прошлата година, 7 месец, имавме, ние постојано сме таму, имавме и соопштение и предупредивме на сите овие слабости на системот. Ништо не е преземено. Верувам дека сега ќе се преземе нешто повеќе, затоа што Република Македонија има обврска тоа да го направи. Секако дека ние, како заштитници на човековите слободи и права, треба се бориме. Ние немаме присилен инструментариум зад нас да се спроведуваат нашите одлуки. Мора да ги користиме сите средства по однос на... Затоа често јас викам дека и медиумите се наши сојузници и преку невладениот сектор и така натаму. Да, не само да допреме, туку сериозно да ги прифаќаат нашите укажувања. Тоа е добро на крајот на краиштата и за општеството Република Македонија. Замислете, немаме точна бројка во државата, не знаеме колку има влезени, да ги наречеме мигранти. Немам никаква евиденција. Што се случува ако државата нема евиденција? Тоа е лошо, прво за тие, за кои нема евиденција, кои гледаме и трагични настани се случуваат и така натаму, а од друга страна, државата, од ден на ден наоѓа. Така да, се надевам дека проблемот оваа година е посериозен, а се очекува да биде уште посериозен. Ние треба да сме спремни. Повелете. Освен што предупредувате, чинам дека вие имате можност да побарате и кривична или прекршечна одговорност, ќе ја искористите ли таа можност? За да побараме одговорноста, кривичната и прекршочната е индивидуална. Треба да се индивидуализира. Во случаеви каде што народниот правобранител доаѓа до основани сомненија дека има елементи на дела, без разлика какви се тие.
дисциплински, прекршочни, кривични, секако дека ако доаѓаме до квалитетен број на сознанија, ги употребуваме и таквите мерки што ни стојат на располагање. Во однос на истото прашање, ако може да се надоврзам за Мобела, рековте дека предолго време се држат бегалците во прифатниот центар. Ако може да ми кажете прво со бројки колку е тоа предолго време, надвор од законот престојуваат таму и од друга страна дали МВР ќе барате одговорност или барем да ги ослободат или конкретно Ако или нивна надлежност јасно е. Ако добро следевте, упатив оштра критика на, ќе го наречам слободно како обвинител, како правобранител, самоволието. Исклучително лошата комуникација меѓу државните органи. МВР или центар, ако сакате, пошто е под нивна надлежност, обвинителство и суд. Проблем е на државата ако има потреба од обезбедување на сведок во одредена постапка судска. Како ќе го обезбедува него? Но во никој случај не може да го обезбедува сместувајќи го во услови како да е во притвор, затоа што тоа лице не е во притвор. Проблемот е во долгите постапки, процедури и незаконитото работење, неажурното, неефективното работење. Јас не случајно ви кажав пример. Обвинител повикува, сведок сослушува, усмено го повикува од центарот. Го сослушува и тој се враќа пак таму. После 7 месеци уште еднаш ќе го повика. Тоа се работи, тоа е лошиот начин и непрофесионалниот однос кон проблемот. Затоа јас упатив оштра критика. Како можело, се поставува прашањето се, по интервенција на народен правобранител, поголема група да може, добила налог од обвинител да може од центарот да оди во друг центар. Што е тоа? Освен недозволена работа. Значи, проблемот е многу покомплексен. Јас сум свесен како омбудсман на ова општество, дека и постапките против лицата кои се гонат или кои се обвинети дека криумчариле мигранти, кои се тешки дела и организиран криминал, треба да се фер, затоа што може да ни се случува одлуките на судовите да паѓаат во судот во Страсбург, поради необезбедување на сведоци и така натаму. Тоа е проблем на државата. Но државата не сме во ниту еден случај обезбедувањето да го направи на таков начин. И сипите има констатирано дека тоа се смета притвор. Реално се смета дека е притвор. Прво едно појаснување. Дали од оваа бројка 364 кои има моментално во центарот, се вклучени и оние 120 што беа... Не. Така. И втора работа, дали точно дека денес имате среда со министерот за внатрешни работи, иако сте имале дали е на оваа тема, и ваш кус коментар на средбата на ведомиштво со премиерот? Да. Денеска пред да доаѓам на ова пресконференција, имав средба со министерот за внатрешни работи, со кого разговаравме за многу теми. Од сите теми што ги разговаравме, клучно беше квалитетот на соработката и ефикасното и ефективното функционирање или комуницирање на институциите. Вие се сеќавате дека пред известно време јас упатив критика за попречување на работата, како во затворот и за полицијата. Разговаравме и за други прашања, како што е случајот Куманово, како што е сегментот човекови слободи и права, местата за лишување од слобода, како што се полициските станици, комуникацијата на полицијата со нас, колку ние сме задоволни од таа соработка или комуникација, за прислушкувањето, како проблем разговаравме. Посебно се задржавме за овој проблем во општеството. И министерот беше многу заинтересиран како да најдеме начин и да помогнеме
и процедурите да се запазат, односно да се почитува, но од друга страна да не се повредуваат човековите слободи и права. Разговаравме и за законот за азил, ако сакате. Јас го поздравив тој чекор. Ќе доведе многу што, почнувајќи од нивна евиденција во граница, од намалување на бројот и така натаму. Но заеднички констатиравме со министерот за внатрешни работи дека тоа не е доволно, дека треба меѓусекторски и од аспект на здравство, и од аспект на труд и социјала, и од други, и финансии и така натаму. Па ако има потреба и меѓународни организации да се вклучат, затоа што, верувајте дека има потреба, треба да сме спремни. Ние и знаеме дека ни се случуваат проблемите и не се подготвуваме. Така да, сметам дека денешната средба беше доста конструктивна, по однос на сите прашања што ги отворивме. И јас се надевам дека ќе најдам на добра соработка со Министерството за внатрешни работи и нема да се случуваат попречувања на мојата работа.